Добар ден, драги другарчиња. Јас сум учителката Лиле од градинката Олга Мицеска од Кичево. Дали денес сме подготвени за учење на нови знаења? Знам дека сте подготвени, но ајде малку да ја повежбаме прво концентрацијата на нашето мозоче. Прстињата ги ставаме и ги правиме како рамка. Додека гледаме низ рамката, се обидуваме да ги вртиме. Оваа вежба ја повторуваме 10 пати. Ајде сите заедно. Браво, другарчиња! Денес решив да учиме за сончевиот систем. Дали знаете што ни представува сончевиот систем и кој се наоѓа во систем? Каде се наоѓа овој сончев систем? Ајде, сега ќе ви објаснам неколку основни работи. Што представува сончевиот систем? Каде се наоѓа сончевиот систем? И кој го составува сончевиот систем? Големиот воздушен простор кој не обкружува се нарекува Вселена. Вселената ја сочинуваат Сонцето, ѕвездите, соцвездијата, планетите, месечината и уште многу мали и ситни небесни тела. Ноќе, кога небото е чисто и јасно, на небото има светли точки кои што ги нарекуваме ѕвезди. Најголемата, најблиска ѕвезда до Земјата е Сонцето. Тоа ни представува обновлив извор на енергија, топлина и светлина. Еве, може да видите како изгледа Сонцето снимено блиску во Вселената, како ни изгледа Сонцето кое го гледаме ние и како зраците кои паѓаат на нашата планета ги гледаме кога Сонцето заоѓа. Во зависност од тоа колку Сонцето е блиску до Земјата и колку ја загрева, се менуваат годишните времиња. Кога Сонцето ја загрева северната полутопка повеќе на Земјата, тогаш на северната полутопка ни е пролет и лето, а на јужната полутопка есен и зима. А кога Сонцето повеќе ја загрева јужната полутопка на Земјата, тогаш на јужната полутопка е пролет и лето, а на северната полутопка се есен и зима. Тоа ни е прикажано и на другиот цртеж, каде што гледаме дека на 21 март Сонцето е поблиску до северната полутопка, ја загрева повеќе и тогаш кај нас настапува пролет. На 22 јуни Сонцето е најблиску во зенитот до северната полутопка на Земјата, тогаш настанува лето. Од тогаш денот се намалува и на 23 септември Сонцето повеќе ја загрева јужната полутопка, додека на нашата полутопка е поладно и ни доаѓа есен. И на 22 декември, затоа што Сонцето е најоддалечено од нашата северна полутопка, кај нас доаѓа зима. Исто така,
Од сонцето зависи именувањето на денот и ноќта. Земјата се врти околу својата оска. Таа прави еден цел круг од 360 степени, за да се сврти еднаш околу својата замислена оска. Потребно е точно 24 часа. Тоа е едно деноноќие. Така се менуваат денот и ноќта. Значи, на половината од нашата планета, која е свртена кон Сонцето, е ден, а на половината од планетата, која не е изложена на Сонцето, е ноќ. Околу Сонцето кружат и останатите планети. Планетите се мали небесни тела кои орбитираат, односно се движат по одредена линија околу Сонцето. Тие планети се Меркур, Венера, Земја, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Ова е нашиот сончев систем. Ако добро изброиш, ќе видиш дека има 9 планети кои кружат околу Сонцето. Тоа со својата тежа ги привлекува. Сите планети се различни по големина и растојание. Кога надвор има Сонце и го гледаме Сонцето, мислиме дека Сонцето се движи, но тоа не е така. Земјата се движи околу Сонцето. Сонцето не се движи по небото како што ни се чини. Туку Земјата се врти околу својата замислена оска. Кога има Сонце, ние можеме да си ги пронајдеме нашите сенки. Месечината е еден и единствен сателит кој го има Земјата. Таа е природен сателит. Месечината плута во воздушестиот простор и во зависност од тоа колку прима зраци од Сонцето, толку ја гледаме осветлена. Затоа ни се појавуваат неколку различни мени на месечината кои може да ги видите на оваа слика. Но покрај Сонцето, ѕвездите, планетите и месечината, во сончевиот систем има и други тела, планетоиди, комети, метеори. За сите овие повеќе ќе учите кога ќе одите во училиште. Сега е доволно да знаете дека Сонцето е најголемата ѕвезда која е најблиска до Земјата. Таа е обновлив извор, ја затоплува и осветлува нашата планета. Таа дава живот на нашата планета Земја. Ѕвездите се небесни тела кои формираат различни соцвездија. За изучување на планетата Земја и на воздушестиот простор Вселената и Сонцето постојат специјално обучени луѓе кои ги нарекуваме космонаути или астронаути. Тие со специјално изработени ракети излегуваат и ја напуштаат земјината орбита и одат во воздушестиот простор. Таму, бидејќи е безтежинска состојба, не можат да се движат со одење, туку во безвоздушниот простор лебдиме. Ви благодарам, драги другарчиња, за ова што ме сослушавте. Со своите родители дома, обидете се да ги направите планетите од пластелин. Довидување.